Советот на општина Кочани ја одржа редовната 16-та седница, на чиј првичен дневен ред се најдоа 30 точки, но истиот беше дополнет со уште 3 новопредложени. Мнозинството во Советот ја усвои информацијата за невремето од 24 јули оваа година и штетите што беа предизвикани од него. Општинските служби информираа дека во соодветниот рок пристигнале 108 пријави од физички и правни лица, а комисијата извршила увид на оштетените објекти, пошто ќе следи проценка и ќе се бара од владата да ја исплати одштетата. Советот ги усвои извештаите за работењето во претходната и годишните програми за работа на основните училишта за престојната учебна година. При тоа даде согласности да се формираат паралелки со помал број ученици, како и да се комбинираат паралелки во основните и двете средни училишта. Исто така, дадена и согласност за згрижување поголем и помал број деца во воспитните групи во градинката Павлина Велјанова. Во дискусиите поврзани со полугодишното работење на комуналното претпријатие Водовод, советниците усвоија заклучоци јавните институции да не користат брокерски услуги или при користење провизијата да се ограничи најмногу на 5%. Во рок од 60 дена комуналното претпријатие Водовод треба да направи анализа за рационализација на бројот на вработените, како и пресметка на реалната цена на водата и на другите комунални услуги. Донесен е заклучок да се формира штаб што ќе предложи санацијска програма за излез од кризата во која се наоѓа претпријатието, како и да не се склучуваат нови договори за користење на геотермалната вода според сегашната цена. Советот на општина Кочани го утврди како приоритет кофинансирање на проектот намалување на загубите на вода во водоснабдувачкиот систем и искористување на соларната енергија во комуналното претпријатие. Советниците ја разгледаа информацијата во врска со проектот за изградба на дом за стари лица во општина Кочани, кој е изземен од финансирање на Министерството за труд и социјална политика. Тоа побарало намалување на сместувачкиот капацитет од 148 на 50 лица. При тоа, општината и Сдруженијето на пензионери остануваат на ставот дека домот треба да го задржи регионалниот карактер. Советот донесе одлука за организирање и дефинирање услови за доставување стока, а ги усвои и правилникот за измена и дополнување за користење на службените возила што се во сопственост на општина Кочани, како и за начинот на полнење гориво, во чии рамки го изгласа и заклучокот за обележување на општинските возила. Општина Кочани ќе им додели пакети со основен ученички прибор и материјали за следење на наставата на сите правачиња, кои оваа година за прв пат го почнуваат основното образование. Едногласна одлука за ваквиот вид помош за новите ученици донесе Советот на општина Кочани на 16-та седница. При тоа беше прифатена измената на претходниот предлог, што го даде советничката Ивана Максимова да се обезбеди финансиска помош во висина од по 2000 денари за секое прваче. Доделувањето на еднакратна помош за сите семејства со запишано прваче да биде во висина од 2000 денари. Јас од материјалите што ги имав и од увидот што го направив, видов дека има бројка од вкупно 299 првачи, не знам сега секретарот кажа друга бројка, можеби грешам некаде, значи од прилика од буџетот би биле одделени и издвоени околу 600.000 денари. Целта нова одлука ми беше да се олеснат трошоците на родителите за новиот ученик во семејството. Меѓутоа, доколку не сме во можност како општина тоа вака да го реализираме, може да се преименува моето барање. Според проценките по предлогот за подршка на превачињата, вкупната сума што би се потрошила за оваа намена е над 600.000 денари. Бидејќи општина Кочани има склучено договор по Законот за јавни набавки, мој предлог е на секое прваче, вкупниот број на првачиња е 327. На секое прваче општината да направи еден основен пакет во однос на финансиската состојба во општината. Значи, основен училишен пакет во однос на финансиската состојба. И ќе го искористиме договорот за јавна набавка за правење на овие пакети, а да не биде исплата на средства како парична помош на првачињата. При гласањето на одлуката за подршка на првачињата,
не беше прифатен предлогот советниците да донираат дел од своите примања што ги добиваат како паушали за ангажман во советот. Јас предлагам ние советниците наредниот паушал на своја волја да го донираме и со тоа што ако ги помножиме 19 паушала по 17.000 денара, ќе исполниме половина од програмата. Ако веќе донираме, да ги донираме двата паушала, за да не тражиме половина цена. Значи, благородна е идејата од страна на колешката. Ние како совет, ние како советници треба да дадеме пример лично. Јас се согласувам. Најдобро е целата сума да покриеме колега Перо Георгиевски, доколку се согласувате вие со мене, за да не калкулираме. Според најавите од стручните служби во општина Кочани, пакетите со прибор за првачињата ќе бидат поделени во почетокот на новата учебна година. Локалната самоуправа на Виница планира да издвои над 8 милиони и 300 илјади денари од сопствениот буџет за изградба и реконструкција на улици во градот и дел од населените места во општината. За таа цел претходно објави и тендерска постапка за избор на изведувач на градежните работи. Доколку се добие прифатлива понуда, ќе биде склучен договор со најповолниот понудувач. Според техничката спецификација во јавната набавка, предвидено е да се реконструира дел од улицата Кирил и Методиј, при што на местото на стариот и дотраен асфалт, што ќе биде отстранет, треба да се постави нов асфалтен слој и да се изврши нивелирање со постојните канализацијски шахти и капаци. Исто така, за изградба и реконструкција предвидени се и по две улици во селата Блатец и Градец со вкупна должина од над 900 метри. Дополнително, со предвидените финансиски средства, треба да се изврши и крпење на ударните дупки на улиците во Виница и населените места, а за што е планирано да се употребат 400 тони асфалтна маса. Со оглед што тендерската постапка е веќе завршена, доколку се избере изведувач на градежните работи по склучувањето на договорот, тој ќе преземе обврска, реконструкцијата и изградбата на улиците да ја заврши во рок од 90 дена. Стручните служби во општина Кочани со привремено решение го обележуваат просторот на крстосницата кај двојниот мост на булеварот Стево Теодосиевски, каде веќе е изградена новата сообраќајна лента. Вработени во комуналното претпријатие Водовод поставија пластични монтажни столбчиња со кои се обележува просторот и правецот во кој е дозволен движењето на возилата. Според техничкиот проект, на оваа локација е предвидено да се изгради кружен тек, со што полесно ќе се регулира движењето на возилата, но за сега се пристапува кон вакво решение. Од сообраќајната инспекција во општината истакнаа дека тоа ќе овозможи практично да се согледаат можните пречки и проблеми, како и што попрецизно да се лоцира кружниот тек кој е планиран да се гради овде. Со оглед што станува збор за специфична сообраќајница, најефикасно решение за регулирање на протокот на возилата е токму со кружен тек, со што ќе се овозможи по безбедно движење на сите учесници во сообраќајот. Во непосредна близина ќе има и поголем пешачки премин, со оглед што на просторот гравитираат училиште, јавни установи, но и комерцијални и објекти за индивидуално и колективно живење. Се очекува наскоро да се изврши соодветно обележување на сообраќајните ленти и на пешачките премини, со што и официјално новото булеварско решение за влез и излез од градот ќе биде пуштено во употреба. Викендов на патеката кон Пониква во должина од околу 6 километри ќе се одржи авторели трката Кочани 2022. Надпреварот е дел од календарот на Автомобилската федерација на Македонија за овогодишниот државен шампионат. Втората трка во автомобилизам на оваа патека годинава ќе се вози на 3 и 4 септември. Во правилникот на трката е нагласено дека в сабота со почеток од 12 часот ќе се одржи официјален тренинг за возачите, а в недела во истиот временски период е официјалниот старт на надпреварот. Организатор на автомобилската трка е автоклубот Перформанс од Скопје со техничка подршка од Сдруженијето на возачите од Кочани. Прогласувањето на победниците ќе биде во кругот на Сдруженијето в недела околу 16 часот. Според најавите од организаторот, се очекува на предстојната автомобилска трка да учествуваат 40 возила, меѓу кои и 16 возачи од странство.